Се наоѓаме во срцето на селото Ореовец, пред двете селски чешми од кои што извира свежа изворска вода. Но прашање е до кога? Затоа што селаните тврдат дека водата е под ризик како резултат на неконтролираните ископувања на мермерот од страна на консорциумот Бехтел Јенка. И не е само тоа. Селото скриено во предградките на Прилепскиот регион е мирно и идилично место кое зрачи со природна убавина и традиционална македонска култура. Сепак, оваа мирна заедница веќе извесен период се наоѓа во средина на значителен конфликт, која потресе нејзината основа и ја стави на преден план борбата за еколошка правда. Нашата посета на ова село од кое се гледаат марковите кули и се чувствува свежиот чист воздух, беше поттикната од потребата да ги разбереме предизвиците со кои тие се соочуваат и како оваа заедница упорно се бара за своите права. Локалните еколошки бранители, жителите како и жителите кои ги сакаат своите домови и околната животната средина, водат неуморна битка против експлоатацијата, која што со месеци овдека ја прави консорциумот Бехтел и Јенка. Да не заборавиме, селото има долгогодишна традиција на земјоделство и одржлив живот, каде што жителите се длабоко поврзани со својата земја. Но со пристигнувањето на рударската компанија и нивниот начин на живот беше сериозна загреб. Рударските активности донесе уништување на природните ресурси, загадување на водата и воздухот и уништување на земјоделските површини кои со генерации се негувани од семејствата во селото, па и неговата околина. Бранителите на Ореовец велат нема да застанат тука. Иако се млади луѓе, тие активно се ангажираат во отпорот против овие активности. Во наредните неколку минути ќе слушнеме кои се нивните барања и што е она што нив ги засега. Јас сум Рубин Ројановски, жител на село Ревоец и представник на урбаната заедница во село Ревоец. Околу 3 месеци се соочуваме со проблемот кој го предизвика Бехтел Јенка во близина на селото околу 300 метри. Почнаа да прават, први мислевме дека ќе прават камп за изградба на коридорот Д8 и Д10, односно за патниот правец Прилеп Битол. Поставија камп, по неколку денови почнаа да пробиват пат до планината. За подоцна да разбериме, уништи околу 7 хектари шума, тоа беше смрека, и уништија неколку видови на ендемични растенија. Исто го уништија и бозелот, од кој се хранат бозеле растенија, кои дават цвет, од кој се хранат пчелите, а тука во регионот Плетпар, Оревоец и Крстец има околу 1000 сандаци на пчели. Уништија околу 7 хектари шума, ниско стеблеста, од исто напоменав и смрекинката, смреката, од која ги екзистираат многу фамилии од селото и од Прилеп, ја берат, едноставно ја продават за како лековита билка. И се употребува, мислам, исто во индустријата за авионите, за некои прскања, за да не фаќат авионите мраз, до минус 60-80 степени имаме такво сознание. Од кога почнаа да оправат тоа, 2 дена го запира сообраќајот, ни го попречија правото на движење и вршеа минирање. Пола сат свиреше сирената, 15-20 минути минираа, па пак пола сат свиреше сирената, значи на тие жештини ние седевме околу сат и пол во возилата, не можевме да поминиме, додиме до патниот правец Прилеп, или не може од Прилеп да се вратат назад во селото, селаните и граѓаните од Прилеп кои имат тука кујчи и викендици. Тоа ние го изразивме нашиот револт до градоначалникот во Прилеп, ги запознахме исто советниците од Прилеп со нашиот проблем, ги запознахме народните протеници од сите партии, но имавме поддршка од сите нив, но Бехтел Јенка продолжуваа со работа. Го изразивме нашиот револт пред кампот на Бехтел Јенка, но тие си работеци продолжија да работат во планината и продолжија со рушење и со минирање. По неколку дена
го блокиравме патот да не можат да влезат да работат Бехтел и Јенка горе во планината и еве околу 60 дена не работат. Ние се уште протестираме. Не можехме да најдеме никаков договор со нив. Дури судот подадохме, адвокатот подаде и судски поплаки, жалби, подаде тужби. Значи, ние им кажавме нив да престанат со нивните активности, за ние да не протестираме, односно да не го прекинуваме патот, да може луѓето непречено да се одвиват по патот. Но не најдовме никакво разбирање од нив, па така протестите продолжуваат и до ден денес, повеќе од 60 дена. До судот, ќе ви каже адвокатот, поднесовме времена мерка забрана, која се уште не е спроведена, и еве веќе закажана веќе за 40 ден. Сакам да напоменам дека од минирањето селото испукаа многу кујчи во селото, испукаа зидовите од селото, испука селската црква со и попречно и хоризонтално и вертикално и стубовите. Тлото на земјата кај некои куќи пропадна од 7 до 10 сантими. Ореовец е над Пештерско село, под селото, после 15 метри има пештери, исто тука има пештери во планината, неоткријани пештери до кои е влезено само 200 до 300 метри, има луѓе влезено, имат научници исто влезено до 200-300 метра, не знаеме кај одат тие пештери. Истото и по селото се случува кога се буши, до 15 метра има земја, после 15 метра сондите пропаѓаат од бушењето од 15 до 20 метра, значи по целото има големи пештери. Ова минирање е голем ризик да пропаднат сите куќи по целото, да се едноставно да се случи катаклизма. Ние штрајкот го продолжуваме. Не наидовме разбирање од јавното претпријатие за државни патишта. Не наидовме до разбирање од представниците на Бехтел и Јенка, така да ние овој штрајк ќе го продолжиме се до окончување на спорот, односно едноставно не можеме да дозволиме затоа што градот се труѓа си со силикатна прашина и од постоечките рудници, ова ќе биде катастрофа за градот и селото ќе се уништи. До сега веќе Фимар и мермерен комбинат Прилеп уништија веќе 2 села, Стари и Нов Присад. Ниеден жител не живее поќе во селата. Селата беа полни со луѓе, имаше стока, имаше се. Сакам да напоменам тука дека и селото се наоѓа над 880 метри надморска висина, каде што може да се развива руралниот туризам и тука има веќе отпочнато проекти за развој на тој селски туризам, како мотели, хотелчина мали, исто тука е во деталниот урбанистички план е предвидена и градинка, баш на 300 метра од минирањето, предвидена е градинка, предвидени се спортски терени, предвидена е школа, предвидена е амбуланта, предвидени се зелени површини, паркови, на само 300 метра од каде што минират Бехтел и Јенка. Сакам да напоменам дека во селото е во голем развој пчеларството, затоа што има многу видови на растенија. Ете тука уништија 7 хектари, што е многу страшно е. 7 хектари уништија бозел, уништија смрека, уништија даб, нискостеблес, уништија многу треви, многу растенија уништија од кои живеат пчелите. Исто во селото има и стада од крави, има од овци, значи тука е во подем сточарството, исто во подем е живинарството, во подем е садењето има веќе насадено и во подем се сада овие зрнасти плодови како ореви, лешници, бадеми, но со ова случување со Бехтел и Јенка, не знам понатаму што ќе се случи. Инаку во селото има околу 250 куќи и со деталниот урбанистички план се предвидени уште толку куќи. Што значи дека ова село, како што велат тие, не е викендашко село, не се викендици, ние живееме во ова село, има околу 28 фамилии кои живеат во ова село, со тенденција на растење, сема уште 10 нови фамилии ќе придојдат од градот, затоа што сите бегат од градот, затоа што во градот е веќе неподносливо за живење, од овие силикатни прашини, од тие алергии,
од тој загаден воздух. Благодарам. Здраво, јас сум Жарко Стевановски, жител на општина Прилеп. Од пред година и половина со своето семејство решивме да се преселиме во село Ореовец заради надморската висина, чистиот воздух и природата која има. Меѓу другото, работам, односно мојата професија е адвокатурата. Откако дојдов во село Ореовец, преку урбаната заедница, последните случувања ме погодија до тоа што се соочивме со проблем околу реализација на проектот за изградба на коридорот 10D за делницата Градско Прилеп. Во еден период, како што и претходно кажа мојот сожител, отпочна со градежни активности и како адвокат не можев да останам нем на таквите случувања. Формиравме иницијативен одбор преку урбаната заедница и отпочнавме со реакција кон државните органи. Се обративме до Министерството за економија, до Министерството за транспорт и врски, до Министерството за животна средина, до локалната самоуправа со иницијативи и укажувања за случувањата тука, кои тешко ја погодија и животната средина, и животот и мирот на жителите на село Ореовец. Откако видовме дека нема никаква реакција од сите тие државни органи, отпочнавме постапка со предлог за обезбедување на докази, во која како предлагачи се јавивме неколку од жителите на село Ореовец и побаравме од судот со помош на вешти лица од различни области, и тоа од рударство, од животна средина, од хидрогеологија и од градежна струка, да се фиксира таквата фактичка состојба околу расчистување на теренот, минирање, ископување и слично, со цел да имаме една фиксирана состојба која што понатаму можеме да ја презентираме пред државните органи како начин да му укажеме дека се предизвикани штетни последици по животната средина и по здравјето на луѓето. Сега сме во фаза на одлучување по предлог за изрекување на времена мерка од страна на Основен суд Прилеп, кој треба да одлучува по нашето барање за изрекување на времена мерка со која ќе им се забрани на јавното претпријатие за државни патишта и Бехтел и Енка да престанат со изведување на таквите градежни активности до правосилно завршување на судската постапка која треба да ја победиме за нагомесна штета и отстранување на последиците од стореното. До Уставниот суд имаме иницирано и постапка за оспорување на уставноста на тој спорен член 10 став 4 од законот за определување на за утврдување на јавен интерес и определување на стратешки партнер, кој што предвидува ексклузивно право само на овој стратешки партнер, спротивно на сите закони, да може само врз основа на поднесено барање за концесија да отпочне веднаш со експлоатација, без претходно да ги исполнува и елементарните услови за како еден концесионер. Таа постапка е се уште во тек пред Уставниот суд и се уште не е закажана седмица пред Уставниот суд. Јас само би посочил дека село Ореовец, село Плетва и село Крстец во моментов се соочуваат со можна еколошка катастрофа, до тој степен да исчезнат доколку продолжат ваквите градежни активности за реализација на овој проект, и од едно исклучително ретко богато подрачје по однос на жив свет, природа, да го претвориме во пустина буквално. Навистина ова место има потенцијал за екотуризам, за етнотуризмот. Предвидени се и бројни проекти и иницијативите би ни оделе во таа насока да го развиваме на еден поинаков начин од ова кое што сега ни се случува. Не за друго, заради тоа што на подрачјето на цела Пелагонија овој предел е еден од исклучително ретките со богат, односно со чист воздух. Воздушните струења се од клучно значење ради тоа што овој предел тука е битен за циркулацијата на воздухот во градот Прилеп. Можеби ние сега како жители на општина Прилеп
сваќаме зошто во изминатите години не биле редовно поставувани и не се поставени мерни станици за мерење на загаденоста на воздухот. Ако се има во обзир дека Прилеп, во околината на Прилеп има 33 активни концесии за ископ на мермер, гранит и друг камен, тогаш навистина не ми е јасно како со кршење на уставни загарантирани начела за правото на здрава животна средина се дозволува отварање на нови рани, како што е ова овде. Со постоечкиот закон има можност било кој од концесионерите да ја отстапи својата концесија, пошто сепак се работи за остварување на јавен интерес, да ја превземе било која од концесиите и да продолжи со работа со едноставно експлоатирање на веќе ископан материјал. Тука се уништува еден од најретките подрачја каде што виреат ендемски видови на растенија. Тука имаме чинговата окатка која има само тука. Државата на ваков начин си оди сама спроти себе, кога во националната стратегија со важност од 2017 до 2027 година предвидела дека токму ова подрачје кај што сега се изведуваат градежните активности е заштитено, односно загрозено по однос на можноста од исчезнување на чинговата окатка, како единствен пример кој има во целиот свет тука. Тука имаме и 4 извори на вода, буквално на овој планински превој. Ако се има предвид фактот дека Ореовец е село кое почива на пештерски систем, тогаш навистина е незамисливо какви би биле и последиците од евентуално неконтролирано минирање, кој може да наштети и по однос на водотеците, подземните водотеци и по однос на сигурноста и безбедноста на жителите кои живеат тука. Кои се конкретно вашите барања? Нашите барања пред се државата да се вразуми. Сега имаме нова гарнитура на власт од која очекуваме дека ваквите небулози кои се непознаница за дури и понеразвиени земји од нашата, да се свестат по однос на вредноста на здравјето на луѓето и животната средина. Насекаде во светот, дури и нашиот устав предвидува дека едно од основните човекови право е правото на здрава животна средина. На ваков начин и со вакви законски решенија буквално се газат тие уставни начела, а тоа значи дека нас ни дава за право, и тоа ќе го користиме до последен здив, да не дозволиме вакво уништување на природата, здравјето на луѓето и животната средина, и ако треба по цена да одиме и пред меѓународни институции.